civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Како што веќе веројатно си забележала, ние во минатиот период предизборно, но и секогаш Цивил како организација го следи национализмот како се движи низ општеството, како се перцепира. Би сакала да ми кажеш и низ твојата работа како хуманитарен работник и како личност, како жена го доживуваш национализмот и во нашата држава, меѓу младите, меѓу твоето обкружување и во твојата работа. Благодарам за поканата да можам да говорам за оваа тема која што во Македонија повторно станува актуелна после некоја бурна изборна кампања. И така ќе биде со дека не сватиме дека човекот е човек, дека човекот е добар или лош, дека човекот може да биде корумпиран, не корумпиран, а не дека се двоиме и да се делиме по нации, бидејќи не може да велиме дека јас сум против национализмот, да, но против нивниот бидејќи нивниот е лош, а мојот е добар. И од таа поаѓајќи од таа реченица сметам дека национализмот како појава во едно општество треба да се минимизира, бидејќи национализмот дефинитивно носи кон себе некоја супериорност во однос на другите, дека јас сум подобар, мојата нација е подобра или мојата нација во овој момент е во некоја опасност, јас сум тука да ја штитам, да се борам за правата на мојата нација, тие се загрозени, сме негирани и слично. Додека од другата страна го имаме патриотизмот кој што и кај мене буди некои посебни чувства и јас себе си се сметам за патриотка, бидејќи си ја сакам својата нација, својот национален идентитет, но не сметам дека сум супериорна во однос на другите или дека себе си се поразлична од другите, бидејќи како што кажавме и почнавме дека битно да е човек, дали е добар, дали е лош, а едноставно призмата во која што живееме, едноставно дозволуваме национализмот да не манипулира, како ете што имавме прилика во текот на изборните кампањи да слушаме да ни се јачат чувствата или желбата да бидеме да гласаме за некоја политичка партија, бидејќи ги јакне нашите национални чувства, не гледајќи како таа политичка партија се борела или ќе се бори против корупцијата, против независното судство, против образованието. Значи колку малку примат или акцент беше ставен во токот на изборната кампања на образованието, а видовме дека немавме никакво образование во време на пандемија. А луѓето гласа или има симпатии или поддржува некоја политичка партија само бидејќи бележа дека ќе им помогне на таа национална група, на својата нација ќе им помогне, тие се загрозени, доаѓаат некои сили од надвор, ќе им го јакне идентитетот или дека е конечно време да се неправдите кон тој народ се конечно се решат. И едноставно се фрлаше магла кон реалните проблеми кои што ги имаат луѓето и се избегна таа суштината, што е битно, кои сме, што сме или како сите заедно да функционираме, како заедно да се бориме против здравството, како да ги подобриме здравствените услуги, која политичка партија ќе ни даде поголеми здравствени можности. И често пати дури народ кога сакате да му кажете пластично дека не е битно која националност, ви како што велите дека докторот кој што ќе стави маска или се да носиме маски, кој ќе стави дека ви не го гледате која националност е, туку гледате неговите вештини. Зошто тоа да не биде да не почнеме од тоа да го градиме нашето општество. Кој е каков како човек, какви способности има, какви можности има, што ќе допринесе тој до општеството, значи да градиме општество на квалитетни луѓе. Бидејќи се помалци имаме истомисленици и борци кои што тоа општество сака да направат подобро, сакаме заедно да живееме, заедно да функционираме. За жал се уште гледам дека кај луѓето во мирнодопски услови како што се сега, национализмот се користи да се фрли, да се тргнеме од реалните проблеми. И ајде ќе збориме за национални проблеми. Се уште се манипулира и ние дозволуваме да бидеме манипулирани. Голем број на граѓани на овие избори покажаа дека националистичките платформи се тие кои што се добитни. Ако дадеме права само на таа етничка заедница, да, ќе гласам. Даваме, значи се повеќе се бега од концептот дека ова е граѓанска држава која што им дава права на сите. Она што охрабрува, луѓето негативно го доживеа опцијата дека има многу луѓе што не излегоа да гласат. Јас тоа го сватив дури како позитивно, бидејќи не им се допаѓа таа националистичка реторика,
дека морам да гласам за таа одредена партија или слично, не им се допадна ни другата страна која што го има тој принципот на едно општество за сите, но дефинитивно сте разочарани бидејќи не го доживеа, не го видоа едно општество за сите и едноставно абстинира од гласање. Ако можеби порано сум кажувал дека треба да се искористи правото на глас, сега едноставно го сваќате како протест, дека нешто треба да се смени во нашето општество. И дефинитивно ние веќе јас и мои пријателите околу мене се наоѓаме во состојба да постојано се гушиме, да им објасниме на луѓето дека да го ставиме национализмот. Никој не негира. Јас сум тоа што сум, никој не ме минимизира, никој не ми забранува да бидам тоа што сум. Ако се држиме до уставот на нашата држава, ако читаме дека ова е држава на сите, нас тоа е добра и поидовна точка, ајде да го градиме таква држава. Но за жал ке нас гледаме дека тоа не успева, посебно кога национализмот е запакуван во едни не доаѓаат нови интелектуалци, со сладкоречивост го пакуваат национализмот, користат дури сленг или речник кој што е близок до младите, потребуваат некои жаргони за да го пакуваат тој национализмот убаво спакуван само да го доближат до младата генерација која што е лута на системот кој што независноста на Македонија веќе 30 година не успеа да направи стабилен систем. Ги се упакуваат нови генерации, нови политички партии, нови движења кои што немаат националистичка призма во своето, да кажам, програма, за да го упакуваат. И гледам дека национализмот добива друга димензија. Значи во 21-виот век јас очекувам да живеем во општество каде што нема да се спомнуваат нации, националности во однос на супериорност или државата само на тие им припаѓа, но ние денеска пак видовме плакати Македонија на македонците, на албанците им го вратиме неправдата која што им е направена, на турците да им ги вратиме неправдите, па бошњаците се секогаш обесправени и сте уште имаме националистички партии. Како да се прибегнува, како да е народот, општеството мрзеливо, па најлесно се прибегнува кон стадото, да. Најлесно ќе прибегнеш кон таа тема бидејќи таа е најлесно да се перцепира од колку тие другите, наместо да посегнеш по твоите права, да ги искористиш и да се бориш за индивидуално како тоа. Некако повеќе сакаме улогата на жртва, дека ние мојата националност, бидејќи да си жртва е многу лесно, само седиш и чекаш некој да те спаси, нешто да се смени, а ако сметаш дека ова е моја држава и си ги сакам правите, значи треба да се бориме, да. Полесно е. Некој друг ќе ми го сработи тоа. Па ете ќе имаме албански партии, ќе имаме турски партии, ќе имаме бошњачки партии, ќе имаме ромски партии, влашки, српски партии, така ќе се групираме ние по политички партии, бидејќи партијата која ги застапува само интересите на бошњаците и ќе се преброиме, многу не е битно да се преброиме колку сме гласале за нив, колку македонци гласале и имаме денеска денес партии кои гласно ќе кажат ние сме чиста партија, за нас гласале само нашите, тие не се легитимни бидејќи гласале и не знам македонци или гласале албанци, гласале турци и вие си велите каде живеете. Истите тие луѓе кои што се разочарани системот ќе сватат, ќе заминат во некоја држава надвор, каде што нема такви работи, веднаш влегуваат, нивните деца го зборат, веднаш се асимилираат, што јас навистина не ми се допаѓа, сакам да го задржиме тој свој културолошки идентитет, да се гордееме од тоа што сме, но едноставно гледате дека многу полесно е да прифатат, тука ние сме мигранти, економски мигранти во некоја земја, бидејќи тука не сте сакале да се изборите, нешто да смените. Јас велам дека сум дошла во стадиум дека е навистина тешко да се борите, бидејќи национализмот се уште, како што кажав, по последните резултати ако ги гледаме од парламентарните избори, за мене беа погубни. Мислам, јас сум длабоко разочарана во тоа колку луѓе поддржуваат националистичка платформа, каде сето тоа ајде сите заедно си барате едноставно пријатели, коалиции со организации, со луѓе, со поединци, ајде да го направиме држава, овој систем функционален, човек, тоа да биде приматот. Но ги поддржувам афирмативните мерки дека мора да постојат проценти при вработување, рамноправната застапеност и слично, бидејќи се уште не сме дошле до тој систем. Но не значи дека ако вработите по тој клуч од 20%, дека тие не чинат 20%, дека ако мора да се вработи бошњак, дека тој by default нема да чини. Не, има и школување, и турци, албанци, бошњаци, и роми. Значи има и квалитетно, а има и да го задржиме таа рамноправна застапеност. Свесна сум дека сме далеку од тие рамноправната застапеност на заедниците, но можам да се борам за тоа без да бидам националист. Јас постојано зборам за рамноправната застапеност на сите етнички заедници, дека една етничка заедница не е доволно застапена, дека друга етничка заедница секогаш се даваат некои минимални позиции, чистачи, готвачи, не знам и слично.
но како позитивна мерка може многу позитивно да се искористи. Толку многу може да се допринесе. Мислам дека Македонија како земја во која што сите сме подеднакво нејзини граѓани, или еве сега бележивме 19 години од рамковниот договор и целата дебата беше свртена колку добиле македонците, колку добиле албанците, но рамковниот договор, измените што ги донесе во уставот е градење на Македонија на граѓанска држава. Ние влеговме како бошначка заедница влегоа турците, влегоа србите, власите, станавме еднаква држава за сите. И 19 години не успеавме да избегнеме од дека ова е држава само на два народа, ние ако успееме да испливаме. Не, ова е држава на сите нас. Кога така ќе ја прифатиме, тогаш пожарот кој што настанува од национализмот ќе го изгасиме. Едноставно ќе градиме држава каде што сите сме заедно еднакви. Никој нема да ме напаѓа за тоа што сум, нема да имам потреба да се бранам за тоа што сум, нема да имам потреба да се бориме. Да се држиме до тоа што е уставот, ако толку се гордееме со уставот, толку се гордееме на Македонија тоа што е, да се држиме до уставот и до правата кои што ни се дадени. Civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.